Во бурата реакции за новата концепција за основно образование, власта сега ја смирува јавноста. Предложените реформи ќе одаде на јавна расправа и сите ќе можеле да си го кажат мислењето. Историчарите да не се грижеле и тие ќе биле вклучени за креирање на наставната програма, вели Царовска. Таа сепак не одговори прецизно кои делови од сегашните учебници ќе бидат исфрлени, иако состојбата во Македонија е чувствителна, токму околу барањето на Бугарија за ревизија на историјата. Нема потреба од грижа на ниту една од научните дисциплини, јас неколку пати го повторувам тоа, сите ќе бидат вклучени, релевантни во создавањето на следните документи кои што значат затварање на процес на подготовка за нов систем на основно образование, нов начин на учење во основното образование. Дел од историчарите го кренаа својот глас. Сметаат дека предметот историја мора да биде самостоен, а не во склоп на други предмети. Велат во ваков момент за Македонија, ваквиот чекор на власта е непромислен, или пак под превезот на реформи во образованието се задоволуваат барањата на Софија. Поддршка на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје даваат и академиците лингвисти од МАНУ. Велат, познавањето на историското минато е услов за спознавање на современата стварност и за одредување на стратегиите на развој на секоја нација и држава. Свесни за чувствителноста на тајмингот во кој се носи концепт кој би можел да го деградира местото на предметот историја и на самата историска наука и да ја доведе во прашање автономноста на историската наука и на образовниот процес. Сепак Министерството е одлучно, реформи ќе има, интегрирање на предмети исто така. Новиот концепт треба да започне со реализација од септември, и тоа со учениците од прво и од шесто оделение. Сукцесивно ќе се продолжува во останатите оделенија и би требало во период од 5 години целосно да се промени образовниот систем, вели Царовска. Меѓу новините кои се воведуваат е задолжителен престој на учениците во училиште, и тоа 5 сати од прво до пето оделение и 6 сати од 6 до 9 оделение, како и нови изборни предмети.